Со вложување на 13 милиони долари, Kia и Hyundai направија супермодерен дизајнерски центар. Новиот систем со помош на виртуелната реалност ќе овозможи за 20% побрз развој и за 15% пониски трошоци. Покрај тоа се очекува новите виртуелни технологии да ја зголемат конкурентноста и да бидат извор на нови постојани вложувања во истражувачките капацитети на корејските производители. Технологијата користи неколку апликации кои им овозможуваат на тимовите дизајнери и инженери да спроведуваат меѓусебна проверка на квалитетот на сработеното и на самиот процес на развој. Тоа за разлика од порано се врши со 3D моделирање, овозможувајќи 100% точност. Шефот на оделението Алберт Бирман изјави дека процесот на виртуелен развој е неопходен за побрза реакција и одговор на потребите на купувачите, но и за промена на инертноста која владее во автомобилската индустрија. Во овој центар истовремено може да работат 20 корисници кои со помош на специјални очила практично влегуваат во самите апликации и ги креираат возилата. Нивните движења ги следат 36 сензори кои овозможуваат секој прецизно да учествува во работата со максимална меѓусебна соработка и ускладеност. Како резултат на тоа, сите во реално време може да видат испоредот мноштво дизајнерски концепти на начини кои порано физички беа невозможни. Системот ги стимулира натрешните и надворешните елементи на возилото, осветлувањето, боите и материјалите, па дури и околината. Постои можност за негово далечинско поврзување со слично опремени центри, со што во самиот процес креативно може да се вклучат и дизајнери кои во моментот се наоѓаат на други континенти. Значајно е и тоа што овој систем има огромен потенцијал за развој на безбедносни технологии, бидејќи инженерите можат да изведат тестирање на возила во различни симулирани ситуации. Планот за иднината на корејските производители е да ја имплементираат оваа технологија и на монтажните ленти.